Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. После 12 април Прилеп ќе го добие тоа што долго време се очекуваше и што е од витално значење за економијата и граѓаните од Пелагонискиот дел на Република Македонија. Идната влада, која ќе предводи ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, се обврзува на изградба на нов автопат Велес преку Прилеп до Битола, проект со кој конечно Пелагонија нема да биде слепо црево во државата. Овој автопат е барање на бизнис секторот и на сите граѓани од овој дел на Република Македонија. А владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе го изгради во својот мандат. Со ова автопатско поврзување од Прилеп до Скопје ќе се патува за само 1 час. СДСМ со Зоран Заев и министерот Горан Сугаревски ја стопира изградбата на експресниот пат Прилеп-Градско, проект кој го започна минатата влада на ВМРО-ДПМН и кој конечно требаше да овозможи полесно поврзување со остатокот од државата, но и да се спречат несреќите на овој патен правец кој досега зеде голем број на жртви. Наместо да се зафатат со работа, Заев и Сугаревски цели 3 години не мрднаа со прст во Прилеп, а сега одново бесрамно лажат и ветуваат. ВМРО-ДПМН пред граѓаните се обврзува дека покрај изградбата на нов автопат Велес Прилеп-Битола ќе се доизгради и експресниот пат Прилеп-Градско, со што ќе се создадат услови за влез на нови инвестиции во Пелагонискиот регион, како и услови домашните компании да ги прошират своите производствени капацитети. Ова е нашиот пристап пред граѓаните и ова ќе биде одлика на владењето на ВМРО-ДПМН во наредните 4 години. Нудиме конкретни проекти и решенија, многу работа и целосна обнова на државата. Нудиме нови политики кои ќе се базираат на меѓусебна доверба, разбирање и соработка со граѓанскиот и бизнис секторот. На 12 април Република Македонија расчистува со политичарите од кариера и вели Зоран Заев никогаш повеќе премиер. Ви благодарам.